Чевларот и џуџињата. Си беше еднаш еден чевлар кој беше толку сиромашен што имаше доволно кожа колку да направи само еден чифт чевли. Вечерта пред да се легне, ја пресече кожата за да биде подготвена за шиење за следниот ден и ја остави на работната маса. Утредента тој многу се изненади кога наместо кожата најде пар вешто изработени чевли. Набрзо дојде еден муштерија и толку многу се воодушеви од врвната изработка што плати убави пари за нив. Со тие пари чевларот можеше да купи доволно кожа за 2 чифта чевли. Таа вечер, пред да се легне, чевларот повторно ја исече кожата и ја остави на работната маса. Следното утро, 2 чифта прекрасни чевли го пречекаа на масата, а тој не беше мрднал ниту со прст да ги направи. Ги продаде чевлите за многу пари, си купи уште кожа и ден по ден магијата се повторуваше. Набрзо, чевларот и неговата жена можеа да си ги отплатат долговите и да живеат удобен живот. Една вечер, чевларот и рече на жена си: "Сакам да видам кој ги шие чевлите навечер." "Ајде да се скриеме и да дознаеме," му предложи таа. И така се скрија и чекаа, а на полноќ видоа 2 мали човечиња облечени само по гаќи, како се качија на работната маса и почнаа да ја дупчат, да ја шијат и да ја лепат кожата со нивните брзи рачиња. Пред изгресонце чевлите беа готови, а двете џуџиња си заминаа задоволни. "Сиротите тие немаат ни чевли, ни алишта. Што велиш да им скроиме?" предложи чевларовата жена. "По сето она што го направија за нас, им го должиме тоа," и одговори. И така чевларот и жена му се фатија за работа. Таа искрои 2 пара панталончиња, 2 кошулчиња и палтенца, а тој направи 2 чифта чевлички, токму како за малите стапала на џуџињата. Потоа ги оставија нивните дарови на работната маса и се скрија во аголот затоа што беа љубопитни да ја видат реакцијата на џуџињата. На полноќ, како што беше вообичаено, се појавија џуџињата. Кога ги видоа чевлите и алиштата скроени како померка за нив, беа толку среќни што направија неколку салта. Веднаш ги пробаа и видоа дека им одговараат совршено. Потоа џуџињата си заминаа скокајки, полни со среќа, и веќе никогаш не се вратија. Но чевларот и неговата жена, кои веќе никогаш не беа сиромашни, им беа благодарни до крајот на своите животи.